Нема правна држава, скршен устав, спонзорирано собрание од странски шекерни водички, големите бюрократи, дома незнаени, октроирани од други сили, ги поддржуваат овие кршители на уставот и законот. Единствено гледаме кој го почитува уставот и законот. Тоа е председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, и вие, народот на Македонија. Против прекршителите на законот, уставот, процедурите, алчните анархисти. Има начин да се бориме. Тоа ќе биде нашата правна борба во иднина. Секој од нив поединечно ќе одговара. Пред правото и законот ќе одговара. Пред сите вас, пред сите онеправдани, излажани, изманипулирани од тиранската платформа, која час поскоро беше покажана со знаменцата на дескот, на вршителот на должноста на Собраниево. Имаме покрај овие протести, имаме многу други начини да действуваме. На нефункционална држава, нефункционални даноци. На нефункционална држава, нефункционални сметки. На нефункционална држава, блокирани улици. Македонија е излажана, изманипулирана и фрлена под нозе на туги интереси. Рековме, само едно оружје имаме. Народот, бројноста, сплотеноста, присутноста и верата. Веруваме во ова што го правиме 71 ден. Ќе продолжиме на многу други начини. Со ваша поддршка. Наскоро се оформува правниот тим кој ќе состави сериозна тужба против поединци, групаци, партии и генерално предавници, на кои ништо не им значи црвено-жолтите бои на нашето сменето знаме, нашиот грб од социјализмот, но нашата химна од веки векови. Главната цел на оваа сапунска серија е македонското име. Овој трик, како тиранската платформа, сака да го извадат од ракав. Сериозен преседан им дадоа идеите дека нашето име треба да се реши на референдум. Мене ми е решено од дедо и баба. И затоа македонци, граѓани, бараме избори и попис.
Но пред се, држава во која важат законите, редот, за да се врати мирот во нашите срца. Да сме на рад, да ги послушаме, да сме на рад, да ги растеме нашите деца, да сме на рад, да создаваме други квалитети. Овој немир мора да го издржиме.